Ветивме и минатиот понеделник. Целосен преглед на надпреварите од првата македонска фудбалска лига, анализа на спорните ситуации, разговор со актуелни гости. Ви благодарам што и вечерва сте во Куќа на фудбалот. Останете со нас. Гостин во Куќа на фудбалот, актуелниот тренер на Вардар, поранешен селектор на репрезентацијата на Македонија, Чедомир Јаневски. Ви благодарам што сте тука. Благодарам и вас за вашиот позив. Честитки за неверојатниот успех. Вардар прв пат во историјата е во Лигата на Европа, во главната групна фаза. И тоа е добра сатисфакција за вас кои се враќате по 4 години одново на македонска почва. Пред се сакам да кажам дека овие се честитки и најголемите ги заслужуваат фудбалерите, бидејќи тие на теренот го направива своето. Јас во тој период секогаш идев на таа цел да направиме една прво добра атмосфера, бидејќи после двата пораза со Копенхаген и со Шкенде во првенството, видов во тие два дена и во разговорите со останатиот дел од стручниот штаб дека им е потребна таа само доврба да повторно да се врати, така да играчкиот квалитет беше тој како ја пред да дојдам и затоа велам дека на тие два надпревари, на тие два историски надпревари, на тие две победи, најзаслужени за сето тоа се фудбалерите и мислам дека со овој пласман за прв пат во историјата на македонскиот фудбал, во една групна фаза да се игра, тоа е успех за Вардар како клуб, а и за македонскиот фудбал. Бидејќи знаете, во јавноста, како и за секоја веројатно позитивна работа што ќе се случи во Македонија, секој се препишува на своја сметка. Најтврдокорните навивачи на Вардар велат да успехот е на четка, како што ве нарекуваат од времето на Сингелич или денешно Ченто. Останатите велат ова е успех на Гоце Седловски кој што го создаваше овој тим и на крај песимистите веројатно сметаат дека Фенербахче не сакаше да игра во Лига на Европа и затоа Вардар го зазема неговото место. Реално да ви кажам, у недела дена, 10 дена за тие два надпревари колку ни требаше време и простор да се подготвуваме, дека не можам да кажам дека сето тоа јас сум го направил, бидејќи ова генерација се правила у последниве 2-3 години, секој прелазен рок се доведувало или од својата школа се правеле, граделе фудбалери и сигурно дека јас како нов имав и своји акценти на каков начин ќе ги одиграш овие два надпревари. Мислам дека тоа е една се направи една таква добра целина да овој резултат е постигнат и заслужени се повеќе луѓе. И Бог беше македонец, имајќи предвид колку среќа имавме на двата надпревари и во Скопје и во Истанбул. Мислам за среќата мораш и сам да ја бараш, бидејќи доколку немавме организација таму, ако не ни се вратеше само до вербата со тие разговори пред надпреварите да им се соочи дека ова е историски момент и поставеноста на играта, сигурно дека и фактот среќата во одредени моменти беше на наша страна, како што не беше, рецимо, да кажеме, во претходните дуели или во последниот дуел со Копенхаген во гости. Така, можам да кажам дека и коцките се поделија како што треба и овој успех дојде. Вие водевте неколку големи клубови. Бевте и во Олимпијакос, бевте во клуб Бриж, во Монс, во Мускрон, во Беверен, во Црвена звезда. Го сметате овој успех најголем во вашата тренерска кариера? Вие како прв тренер, можам да кажам, после Бриж, по освојањето на белгискиот куп и тоа исто таму во Бриж се очекува да ја освои шампионската титула во Белгија. Да, али ова ќе ми биде трето надпреварување во една групна фаза, два пати тоа го имав, али тогаш како помошник со Олимпијакос, исто игравме на два пати во групна фаза на Лигата на шампиони со големи противници Реал Мадрид, Лион, Рома, Шахтар Донец и Розенбург ми беше во првата или во втората година, не секам 2005 мислам. И така да за мене ова е трет пат да учествувам во вакви завршени надпреварувања и знам дека какво е
мотивот за мене како тренер и затоа сакам и тоа да го пренесам на фудбалерите, бидејќи со ова ни се дава исто можност и ние како тренери, како стручен штаб и како клуб и фудбалериве да напредуваме и да се градиме, ако сакаме и повторно Вардар или било друг македонски клуб да излего на европска цена, бидејќи ова треба да ни биде само искуство и да добиваме само доверба дека со добра работа, успешна работа може и Македонија да дава представници. Немавте илузија, например, дека може да направите ново чудо и во групната фаза? Видете, како тренер секогаш ќе сакам и да моите играчи веруваат во успех, да веруваат на секој натпревар. Иако групата е тешка, дознавме веќе и видовме при излекувањето на групата, многу можда љубители на фудбалот одека во Македонија, бидејќи знам повеќе го пратат англиското првенство, италијанското, германското, можда по име не се така звучни, да кажеме големи имиња, али кога ќе ги погледнеме нивите настапи во Европа, тие ставно се во една групна фаза. Значи искуството е кај нив и е тешка група, али ние ќе направиме се освен да добиваме искуство и да освојуваме бодови, да не бидеме. Тоа е најлесното алиби веројатно за секој тренер. Ни треба искуство и ова е правиот начин да го добиеме. Не барам алиби, реков, тренер не може да бараш, денеска само ќе играме као пријателски натпревар, а утре ќе ги победуваме. Не може да ги делиме така работиве, бидејќи јас како тренер на секој натпревар ќе барам да се иде на позитивен резултат. Сега тука доаѓа и квалитетот. Па дури кога играте на Железарница против своето Скопје и одигрувате 1-1. Сигурно, да, дека тоа е за мене неуспех на тој натпревар ако потенцираме, бидејќи ние како Вардар мора преку домашното првенство на секој натпревар да освоиме 3 бода и преку домашното првенство повторно треба да освоиме тие трофеи кои ќе ни даваат повторно шанса следната година евентуално кроз квалификации да повторно да обезбедува место во лигата во групните фази. Знаете дека пред 4 години кога станавте селектор на македонската репрезентација и оваа година 2017 кога се вративте на македонска почва, ве пречека со ист слоган или иста парола. Илчо Георгиевски, председателот на Фудбалската федерација, ве пречека со "Чеде добре дојде дома". Комитите закачија парола на западната трибина "Чеде добре дојде дома". Па сигурно, ја овдека сум роден и до мојата 27 година се школував, игра фудбал и направив афирмација преку 2 клуба Скопје и највеќе сигурно од фудбалскиот клуб Вардар и во странство кога отидов, иако сум долго години повторно таму, али кога се враќам овдека се чувствувам и јас као дома. Постојано се обидувате да го избегнете председателот на Фудбалската федерација на Македонија заради тоа што се уште чувствувате дека сте должник кон македонскиот национален тим? Не, мислам ова не е точно, бидејќи јас со председател на Фудбалската федерација со Ичо Георгиевски имавме и контакти и јас тогаш реков и уште еднаш не е проблем направив мислам по тој позив од МОНС направив одлука како и за сите одлуки и кога прифаќам Вардар и било некој друг клуб. Јас кажав во тој момент или месец-два покасно дека одлуката не ми беше добра како што мислев ја како укиде, али тоа беше се покасно кога видов дека и газдата во клубот како што беа разговорите во почетокот дека ќе се прави тим исто за следни година, 2, евентуално да се игра во првите 6 екипи кои ќе дават исто место за влегување Европа, тој веќе во декември се откажа од тие намери, бидејќи сега е долга, бидејќи немаше исто и тој помош од градот, почна се направи 1,5 трибина, имаше амбиции и остана на тоа. И после тоа е многу покасно да кажеш дека стварно одлуката е второ, исто знаете и вие дека фамилијата ми беше, значи имаше 2 фактора, и спортскиот и фамилијарниот дел, а со Ичо и тогаш ја поштено, нормално мојот дел што беше конфедерација. Тргнувајќи од тоа искуство, имате посебна клаузула во договорот со Вардар за да не избегате од градски парк?
не можам да кажам дека избега, затоа што клаузулата и со Фудбалската федерација и вие бевте тогаш тука, знаете дека и во клаузулата постоеше обострано. Во случај на раскин, федерација со мене или во случај јас, клаузулата беше иста. Иако велете вие дека јас ја испоштував нема клаузулата, да ја напуштам националната селекција, бидејќи ова не е само подпис на парче хартија, туку одговорна работа. Сигурно, ја велам дека за репстација да бидеш е голема чест, а нарочито за во земјата каде што си и роден, но во фудбалот ништо не е сигурно. И денеска не си сигурен, бидејќи знам ние не сме навикнати овде, можда на овие наши простори, дека и еден тренер може и самиот да донесува одлуки, не само резултатите на кога ќе бидат лоши и да биде он отпуштен. Некогаш има и тренерот кој ќе види дека оценил во една ситуација дека е подобро поради ова или она причина да го напушти клубот и тука падна тешко, верувам, кај вас медиумите, навивачи одреден број. И затоа дојде до вакви полемики, бидејќи јас со претседателот имаме ние контакти и уште сме и тој ми честите. И јас секогаш и при новите избори на новите селектори, пред секој надпревар се слушам преку порака или телефон, посакувам успех, бидејќи не е лесно кога си надвор, а си македонец и кога твојата држава игра или губи. Не ти е сеесто. Да, ма вие се уште сте во брак со Надин, повеќе од 2,5 децени, вашите две деца веќе се возрастни и се уште во Белгија. Од тој аспект да не се плашат или да не стравуваат навивачите и раководството на Вардар дека може да ве повлечат условно назад во Белгија. Па дури ако се појави некој нов амбициозен клуб како Мускрон. Види, во овој момент ја потпиша 2 години и не размислам. Ова е друг момент, 4-5 години покасно, во тој период моите деца се уште беа во оној пубертет, а познавајќи ја ситуацијата моја приватна, јас се од 2005, значи тогаш моите деца беа по 9, 10, 11 години, што значи целиот терет дојде до ако го гледаме фамилиарниот дел на мојата сопруга и благодарам која е и она е најзаслужен. Колку ја следите македонската репрезентација во годините кога не сте веќе на чело на селекцијата? Преку медиумите, преку интернет, сигурно дека се потенцира и претходно. Ги следам можете сите да дадете можности. Оцена од стручен аспект, од тренерски агол за играта на македонската репрезентација во овој квалификацијски циклус за светското првенство во Русија? Ако е само за овој, да, што некој надпревари колку што можев да ги гледам, не многу, и одигра доста добри надпревари и незаслужено изгубија, ако кажем, и првата она со Албанија кога се прекина, па кога се доигруваше со поради дождот. И тој гол наивен, не заслужија таму, заслужија повеќе. Па и дури со Израел дома, значи одигра многу добри надпревари, али на жал не освоива бодови. Тоа можам да го кажам исто како и јас кога бев исто, а имавме, можам да признам, тоа значи не е некакво сега противност на оваа генерација. Имавме многу потешка група и одигравме ние, колку секам и вие, добри надпревари и со Хрватска во Хрватска, и со Шкотска, и со Србија дома, и со Хрватска дома, па и со Белгија на двата надпревари. Бевме ние многу блиско, али резултатите да не ги споменам последните два, бидејќи не бев тогаш на тие два, бевме блиско да освојуваме бодови, направивме неколку изненадувања како во Шкотска, нерешено го победивме Велс дома, победивме Србија дома, така да имаше напредок во играта и се така да кажам, сега да кажам дека и оваа година овие квалификации имаат подобрување, плюс има и подмладување во тимот, иако се останати неколку фудбалери од тоа време кој јас кога бев. На жалост, што не освоивме неколку бодови повеќе. 5 мина од Вардар се на списокот на селекторот Игор Ангеловски за надпреварот со Италија и со Лихтенштейн. Да бевте и во спротивна позиција, вие да бевте на чело на репрезентацијата, сигурно Дарко Велковски, Висар Муслију, Петар Петковски е во селекцијата до 21 година, Игор Алексовски Добро, не веќе нема право. Не добива се уште шанса, ќе беа дел од составот на најдобриот национален тим. Се сложам, бидејќи и
овие фудбалери Николов што отпадна ги поради повреда. Да, овие фудбалери што ги потенциравте, они се веќе последните години и во младите категории до U21 или на прагот беа како Даре Велковски кога бев јас селектор, тој настапуваше редовно исто за младата репстација. И заслужува да бидат повторно во репстацијата на Македонија, бидејќи имаат квалитет кој може да му помогнат на македонскиот фудбал. Сега од друго за овие два надпревари ситуацијата е таква што Николов... Ни давате шанса како репрезентација во Торино против Италија? Зашто да не? Секош постојат изненадувања и само ако се веруваат во себе, а оваа генерација млада гледам дека сака само да играат, вербата во себе против 4-кратен светски правак веројатно не е доволна. Добро, мислам ни е потребен сигурно и квалитет. Него последните надпревари покажуваат дека може да се освојуват исто бодови и ги освојуваат. Така да во овој циклус исто на сите шанси за првите две места се пропаднати, така да они ќе одат растретени да се надигруваат и зашто да не видовме и Јувентус ако е во последното коло па имаше и восопа и загуби. Така да се додека веруваш и во своите квалитети, верувам дека они истото така и го мислат, растретени дека може да направат изненадување. Страв вие од формата на Тетовска Шкендија? Го има најдобриот старт во историјата. Единствениот ривал на Вардар за шампионската титула во Македонија. Шкендија има добар тим, тоа е факт. И нарочито во офанзивата имат неколку фудбалери како Хасани, Ибраими, Исени, негинове Абдурахмини, кој го познавам исто од времето кога играше во Белгија во екипата на Локерен, што значи опасни се во нападот и можат да победуваат проти секој тим. И имате они сега се во добра форма, од 9 надпревари само имат еден нерешен надпревар. За 2 недели почнува вториот круг што се вели од овие 4 и ние имаме веднаш сте во бој против Шкендија. Па ние имаме само тој надпревар против нив, прво коло загубено. Не сме да забораваме дека имаме два заостанати напади против Работничка академија Пандев. Доколку ги освоиме тие бодови на овие два заостанати надпревари и онда сме само во заостатак тие 3 бода што од надпреварот што го загубивме против нив. Така знаете која беше новата шокантна одлука или вест од како се вративте во Македонија, во Вардар? Не знам. Не претпоставувате? Не сум размислил, имавме многу работ во овој период, стално надпревари, припреми, среда, недела надпревари, така да не сум имал искам да кажам. Па дури во еден медиум имаше надпис кој го мести Чеде Јаневски. Апропо враќањето во тимот на... Не ве разбирам, затоа што стварно овој прв пат слушам и не сум имал време. Дури мајка ми овој месец дана колку сум тука, дали сум ја поседи 3 пати и срамота. Многу ми да беа шокирани од одлуката да го вратите Горан Попов во тимот на Вардар, имајќи ја в предвид искуството кое што го носите со поранишниот репрезентативец, од деновите кога игравме добро. Споменавте против Хрватска, против Србија, против Шкотска, ја победивме Велс. Горан Попов пред се, морам да разјаснам, не сум го вратил. Горан Попов и не ни заминал од Вардар, кој јас сум кога го потпишав договорот. Што значи Горан Попов имал уште вазечки договор и Горан Попов во тој момент идел евентуално ако му излегло ситуација да најде клуб да може да оди. Во тој случај не нашол во таа ситуација повторно и он има важечки договор. И Горан Попов сега останал еден играч, како и од тие 24 што ги имаме и он ќе биде исто третиран како и сите други фудбалери на Вардар и со работата не само он и другите фудбалери колку ќе заслужуваат толку ќе игра. Го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварот помеѓу Вардар и Шкупи, локалното дерби кој заврши со победа на Вардарот 1-0 и потоа се враќаме со финалниот дел од разговорот со Чедомир Јаневски.
Прегледот на колото го започнуваме со надпреварот во Скопје. Вардар шкупи 1-0. Вардар имаше повеќе од 10 обиди по голот на противникот. Првата имаше Фелипе во 10-та минута, а само 2 минути подоцна шутираше најнапред Барсегјан, а потоа Блажевски не искористи шанса. Првата закана на Шкупи, единствена во првиот дел, е преку Асани во 13-та минута од средбата. Во 35-та минута од надпреварот по оваа мешаница топката стигна до Фелипе, а тој шутираше над голот. Барсегјан од слободен удар шутираше исто така над голот во 41-та минута, а само една минута подоцна Блажевски се закани за Вардар. Во вториот дел, повторно црвено-црните диктираа темпо игра, а Барсегјан по само 3 минути игра се закани од Косо. Во 50-та минута Хамбар Џумјан шутираше силно, но за жал непрецизно за црвено-црните. Во 55-та минута нова шанса од дистанца, прекрасен шут на Блажевски, но успеа голманот Зендели да одбрани, а потоа во 58-та минута Вардар конечно стигнува до предност со овој прекрасен удар на Барсегјан. Црвено-црните поведоа со 1-0. Во продолжението од мечот, најнапред Стојковски се закани во 59-та минута, а потоа Вардар имаше нова шанса преку Блажевски, кој одново шутира од огромна далечина. Стојчевски во 89-та минута со нова шанса за Вардар, но и натаму мрежата на Зендели мирува. Конечно, на крајот од мечот Мбела имаше можност да изравни на 1-1, но остануваат конечните Вардар Шкупи 1-0 на арената Филип II во Скопје. Четврта победа за Вардар на четвртиот меч на домашен терен. Чедомир Јаневски е наш вечерашен гостин во Куќа на фудбалот. Сликата сега и директно ја видовте од терените во Македонија, од фудбалот кој што се игра тука. Веројатно не очекувавте дека ќе биде како во Белгија, во Мускрон, во Беверен, во Монс. Кога бев и селектор, ова прашање го имав многу пати и што е нормално. Главен проблем овдека е инфраструктурата. Тоа го кажавме и тогаш и останува и ако има некој помак. Ама други пак велат, конечно некој му даде шанса на Јаневски да се бори за титула, а не во обстанок, како што беше случај во Белгија во последните 2-3 години. Така е, мислам, и јас сум благодарен за оваа шанса што ја добивам, али значи исто повторно тоа е предизвик за мене и посако исто многу работа и многу енергија, бидејќи овдека знам Вардар по освојувањето дека мора да иде на трофеј, до освојување. Значи, ова нема да ми биде прв пат, тоа било и во Звезда исто така, тоа било во Бриш, тоа било во Олимпијакос. И јас долго време чекав, или не добивав, или немав шанси да идам во тимови кои ќе се борат за повисоки пласмани или освојување на некои трофеи. И затоа овие 2 сезони ќе треба да направам се, сигурно со стручен штаб, со фудбалери, со целото раководство, со мала помош да освоиме повторно трофеј. Рековте по поразот во Тронхајм од Розенбург 3-1, игравме добро, бодовите ќе дојдат на следните надпревари. Така е, мислам дека можам да кажам, имавме многу подобро издание, подобар печат го оставивме, последно и пораз од Зенит дома. Одигравме квалитетен надпревар таму, создававме и шанси и први, никога резултатот беше 0-0, имавме дури статива, имавме уште една као полушанса со Николов. Ониот првиот посериозен, што се вели напад, направивме една мала грешка веќе на половината на теренот, после не можевме да исправиме таа и во нашиот 16-сетник, дојде пенал, се искористија. И во второто полувреме, кога гледам цела анализа, видов дека ние имавме и повеќе корнери, подобар посет на топка и имавме неколку изгледни ситуации. Они со прекрасен удар повторно постигна втор гол и така да што видов позитивно тоа и по 2-0 ние останавме како тим, сакавме да го постигнеме, сакаме да се вратиме. Постигнавме тој гол, али кога беше се касно, али можам да кажам дека карактерот, играта
што е покажан на тој надпревар, треба да ни биде само како една патека за средниве надпревари, што треба да ни дојде. Ви благодарам што бевте во куќа на фудбалот, ви посакувам здравје и успех. Се надевам дека вакви фудбалски теми ќе имаме уште многу во иднина. Благодарам и на вас. Чедомир Јаневски, тренерот на Вардар, беше гостин во куќа на фудбалот. Добре дојдовте во аголот од нашата куќа на фудбалот, каде што го најавуваме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите од деветото коло во првата македонска фудбалска лига и ги анализираме спорните ситуации на надпреварите од првата македонска фудбалска лига. Се играше деветото коло во нашата најдобра фудбалска конкуренција. Ги гледаме резултатите на надпреварот Пелистер Шкендија 1-3, во Кратово Силекс Академија Пандев 1-0, Скопје Работнички без голови 0-0, истиот резултат во Тетово, Ренова победа и актуелниот првак Вардар го совлада локалниот ривал Шкупи со 1-0. По 9 надпревари на табелата во водство е Тетовска Шкендија со 25 бода, најдобар старт во историјата за Шкендија. Вардар има 2 надпревари помалку и 16 бодови на второто место, Академија Пандев има 14, на четвртото место е Силекс со 13, следуваат Шкупи со 12 на петата позиција, шестиот тимот на Пелистер со 9, колку што има и седмопласираната победа. По 7 освоени бодови имаат Работнички на 8-то и Ренова на 9-то место, последен е тимот на Скопје без победа со 4 нерешени резултати и 4 освоени бодови. Заедно со нас во куќа на фудбалот и оваа седмица Ванчо Костенчев ќе ни помогне во анализа на ситуациите кои ние ги нарекуваме спорни, иако не мора секогаш да значи дека се спорни. Пред се добро вечер, поздрав до емисијата, поздрав до цела фудбалска спортска јавност во Републиката. Сум секој пат слободен и за укажување на грешките и укажување на добрите одсудувања за време на надпреварите. И лично мислам дека секој надпревар има своји согледувања каде што може секој да најде некоја грешка или некоја убава врлина на судијата. Така да и овој пат ќе гледаме интересни надпревари и се надевам дека ќе ги прокоментираме сите тие вистини за време на се надевам дека на вистински начин ќе не сватат и судиите кои беат на тие надпревари. Прегледот го започнуваме со надпреварот во Битола. Пелистер забележа пораз од Шкендија 3-1. Еве го прегледот со најинтересните моменти и головите, а потоа се враќаме со анализа на спорните ситуации од Подтумбекафе во Битола. Во Битола Шкендија забележа победа со 3-1 против Пелистер. Уште во третата минута Хасани ги доведе тетовчани во водство, која запишаа 8-та победа во шампионатот на Македонија. Имаат еден нерешен надпревар и ниту еден пораз. Само една минута подоцна Матеј Цветановски, односно во четвртата минута, има убава можност за израмнувачки погодок, но неговиот шут заврши за малку покрај голот на Шкендија. Во 12-тата минута Ибраими не ја користи оваа можност. Успеа Пелистер да се одбрани. Во 21-та минута од средбата Емини за малку шутиране прецизно. А во 39-та минута ја искористи оваа долга и прецизно патена топка Хасани за водство од 0-2. Шкендија има комотна предност во финишот на првиот дел во Битола против Пелистер. До крајот на првото полувреме Ибраими во 42-та минута по ова акција на Жуниор не успева да ја погоди мрежата на битолчани. Сепак Жуниор стигнува до гол во 72-та минута. Ибраими асистира, а тој погодува за водство комотно и бедливо од 3-0 72-та минута.
Екипата на Пелистер успева да постигне погодок во 74-та минута по асистенција на Поп Златанов. Цветановски запишува во листата на стрелците Пелистер 1, Шкендија 3, а до крајот на мечот тетовчани има уште една шанса на надпреварот да стигнат и до 4:1, но Хасани во 80-та минута не успева да погоди за хет-трик на овој меч. Шкендија Реков 8 победи и само еден нерешен надпревар. Видовме фудбалски што се случуваше во Битола, Пелистер против Шкендија 1-3. Имаме три условно спорни ситуации на овој надпревар. Ќе видиме првата, дали само жолт картон на фудбалерот на Пелистер. Александар Ставрев беше главен судија на овој надпревар во Битола. Помошник беше Костадинов, кој исто така е директно вклучен во една од условно спорните ситуации на овој надпревар. Ова е првата ситуација кога Ставрев му доделува жолт картон на фудбалерот на Пелистер. Оправдано. Ќе видиме одново таа ситуација и од поблиску. Рака на срце немаше да биде греф за Ставрев и доколку заработеше исклучување фудбалерот на Пелистер, барем според мое убедување. Правилата предвидуваат друго. Ако играчот стартува долу по земја, не директно на нога, демек долу по земја, и со интензитет како што е овој, лично мислам дека жолт картон е оправдан. Еве го одново стартот на фудбалерот на Пелистер. Во втората ситуација, дали главниот судија требаше да му покаже жолт картон на играчот на Шкендија, не го прави тоа. Минува само со опомена. Да, тука има сопнување, Алими. да, Односно има Тотре. сопнување и он е многу близко до настанот. Многу близко до настанот. Иако не е некоја изгледна шанса, така да тука беа уште 20 црвени играчи. Ако има ист критериум, мислам дека ќе видиме во наредните акции дали овој старт е за жолт. За мене не е многу и добро е што не даде жолт картон. Близината на Ставрев. Да, близината на Ставрев, стартот на играчот не е некоја ветувачка акција и оправдано не додаден жолт картон. Еве и последната ситуација од надпреварот во Битола. Дали прекршокот беше во 16-етникот Надо. или е правилна одлука на судија? Правилна одлука. Сега тука ако додал жолт картон, тоа е грешка. Како што тамо не даде, така и тука не требаше да и не знам дал дал. Ова е сигнализација на Костадинов, Да. асистентот на Ставрев, дека прекршокот беше надвор од 16-етникот. И беше надвор. Еве гледам и ние го позицијата на приметуваме. Александар Ставрев. Да. Еве го, првиот прекршок. Он паѓа внатре, ама прекршокот е надвор. Еве го, прекршокот е надвор. Оправдано директен удар. Единствено само не знам дали е даден жолт картон за оваа акција. Ако е даден, тогаш нема исти критериум. А ако не е даден, тоа е ист критериум, како и претходно стопнување, без некоја јачина, не е ни изгледна шанса, така да оправдано не е додален жолт картон. За кратко ќе се селиме во Тетово, го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварот Ренова против Победа 0-0, а потоа и спорните ситуации од овој дуел. Ренова победа 0:0. Прилепчани први се заканија уште во 7-та минута со овој обид на Илиевски, но од самата гол линија Башки ми изфрли топката. Цветановски во 16-та минута имаше убава можност, меѓутоа голманот на Ренова беше сигурен. Рамадани нафрли, а на Фиу во 19-та минута задоцни да реализира. Гафури имаше шанса во 45-та минута од средбата, но и натаму 0:0. Во вториот дел првата шанса за Ренова на Фиу во 51-та минута шутира со глава, а од самата гол линија добро реагира голманот на Победа и спасува чист погодок.
Во продолжението од надпреварот Башким нафрли, а Хумбатов исфрли 54-та минута од средбата. Потоа следуваше шанса за екипата на Ренова, која преку Костов се закани во второто полувреме, но неговиот шут не одеше прецизно во голот. Илиовски во 61-та минута имаше првата шанса за прилепчани во вториот дел, а потоа Хумбатов со глава се обиде да се запише во листата на стрелците, но голманот на Ренова со пантерски скок спаси чист погодок на Умовски, имаше шанса за победа да постигне гол, но уште еднаш голманот на Ренова сигурен. Последната можност на мечот има домакините преку Гафури, но тој не успеа да погоди за гол и за 3 бода на својот тим. Ренова има 2 нерешени средби дома, победа и ја запиша втората нерешена средба на гостински терен, а по средбите од деветото коло Шкенди е прва со 25 бода пред Вардар кој има 16, но и 2 меча помалку во долниот дел од табелата. Скопје последен со 4 бода, Работнички и Ренова на 8-та и 9-та позиција се со 7 освоени бода. Маријан Младеновски беше главен судија на надпреварот во Тетово. Видовме, Ренова доминираш, имаше поголем број од шансите, но немаше реализација. Тука имаме две спорни ситуации. Во првата, дали беше недозволена позиција, односно офсайд. Еве го моментот кога помошникот на Младеновски, Никола Божиновски, сигнализираше дека позицијата е недозволена. Мислам дека Еве го моментот одново. Еве се гледа моментот на ударот на топката, играчот, последен играч е играчот на одбраната. И лично мислам дека, видете кај стои помошниот судија, не е во линија и не може да точно процени, грешка е на помошниот судија, ова нема офсайд. Судијата кој што му помага на главниот асистентот мора секогаш да биде во линија со последните фудбалери. Да, последниот играч, посебно да го прати последниот играч, и кога е одбранбениот играч нема офсайд. Кога е навалниот играч има офсайд и тогаш е најсигурен во одлуките. Во овој случај не е спорна само одлуката на судијата дека не е офсайд, туку и неговата позиција. Да. Позицијата не ја држи линијата на последниот играч. Гледате колку е ван последната линија. Може да не речам преку 2 метри. Втората ситуација, дали правилно е покажан жолт картон за играчот на Ренова? Ова е моментот. Во непосредна близина беше и Младеновски, главниот судија на овој дуел. Ке го видиме одново. Нема негодување од фудбалерите на Ренова. Стартот е од задгрб. Првен судијата, не знам од кои причини, пушта предност во една ситуација каде што има прекршок. И он пушта, тука влегува овој со 2 нозе и лично можам да го оправдам, али пред тоа морам да му укажам дека предност се пушта кога неговиот соиграч има убава изгледна шанса да може да ја прими топката, да може да ја поведе, а овдека е во старт му дава предност. И мислам тука греши во предноста, а иначе оправдан е жолтиот картон, старт со 2 нозе. Бидејќи двајца фудбалери на Победа се фаулирани, за овој фаул не е досуден ниту жолт картон. Овде е предноста која што велите дека ја дава на фудбалерите на Победа, а за вториот старт има жолт картон. Да, вториот старт е поубедлив и стартува директно повисоко во ногата, противничката нога и оправдано е жолт картон. Но пред тоа, ако судеше, ќе го немаше ова, ќе беше нема можност тука за предност да даде. Погрешна е предноста, ако ја дал како предност. Тоа се моментите од надпреварот во Тетово меѓу Ренова и Победа. Сега ги гледаме
најинтересните моменти во победата на Силекс во Кратово против Академија Пандев од 1-0. Силекс Академија Пандев 1-0, уште на почетокот од мечот Кристијан Филиповски слободен удар се закани, а само една минута подоцна, односно во 9-та, Бујчевски го постигна единствениот гол на овој надпревар. Силекс Академија Пандев 1-0. Трета победа на Силекс дома. Академија Пандев има 2 порази на гостински терен. Струмичани се обидува преку Дориев да изравнат на 1-1, но тој не успева. А по акцијата на Георгиев и Николовски, Бујчевски задоцни да реализира за 2-0. Потоа следуваше обидот на Сашко Панде во 26-та минута за изравнувачки погодок, но тој не успева, а Филиповиќ во 29-та минута за малку ке го совладаше сопствениот голман. Силекс имаше шанса во 35-та минута преку Филиповски, но останува 1-0. А во финишот на мечот пенал за Академија Пандев беше соборен Јани Атанасов во 74-та минута, но 22 годишниот Дориев не успева пеналот да го претвори во гол. Силекс Академија Пандев конечни 1-0. Значајна победа за Силекс против Академија Пандев. Сега ги гледаме спорните ситуации од дуелот во Кратово. Ова е моментот од дуелот во Кратово. Зборуваме за моментот пред да се случи оваа мешаница пред клупата на Силекс. И како по правило во Кратово веднаш се создава мешаница која што му создава и дополнителен притисок на судијата. Петар Мантев беше тука во Кратово на овој дуел. Да, исто и Петар Мантев, мислам дека не знам од кои причини пушта предност во еден агол каде што топ и има играчи и да. Првиот пат да си досудеше прекршакот што го направи играчот. Ова е моментот? Да, моментот. Сите работи ќе беа смирени и перот ќе се оди. Втората ситуација се однесува на одлуката на Мантев да досуди пенал. Ова е моментот кога беше фаулиран да може да се види дали е удрена топката или ногата. Сега тука не се приметува баш што е како е и јас оставам на судијата. Лично мислам дека надвор од 16-тникот беше Мантев во оваа ситуација. Не многу далеку можеше да примети и ако е на нога, значи е фаул. И третата ситуација ќе ја видиме на надпреварот Силекс Академија Пандев, зошто е покажан жолт картон за фудбалерот на Силекс и дали е исправна таа одлука на Петар Мантев. Тоа е провокација на играчот и оправдано е. Нема зашто. Мислам, често пати треба тоа и тренерите и соодветни луѓе да укажат на играчите да бидат после сите овие работи смирени, мирни. Не може он, еве сега, видете он бара, еве повторно суди го или нешто така да се има почит и кон судијата и кон останатите колеги од Академија Пандев, па дури и кон оправдано му додели жол картон, оправдано. Тоа е што се однесува до ситуациите во Кратово. Сега одиме на Железарница, Скопје Работнички, надпревар кој заврши без голови, 0-0. На интересните моменти и се враќаме со анализа на спорните ситуации. Скопје Работнички одигра надпревар без голови. Митрев од Работнички имаше првата шанса во 8-та минута или закана, а потоа домашните преку Алексовски се обидува и Деснич да дојда до гол. Алексовски во 16-та минута повторно имаше шанса, а Херера во 22-та се закани од дистанца. Јаневски имаше последната шанса на овој меч во 38-та минута од надпреварот, по кој Скопје Работнички остануваат по
бод на оваа средба, а Скопје има 3 нерешени дома, нема победа на домашен терен, додека Работнички го запиша вториот нерешен надпревар на гостински терен и втор под раководство на новиот тренер Горан Станковски. Стојанче Стојанов беше главен судија на овој надпревар. Немаше премногу спорни ситуации. Еве го тој момент. Дали е превисоко крената ногата на судеца Хики? Несмасно одиграно од играчот со црвениот дрес. Чекајќи ја топката со нога, а има пред него играч кој игра со глава. И лично мислам дека судијата, да, у колено е ударот, оправдан му дава, најверојатно Ова е старт за жолт картон. жолт картон, да. Максимален ефект на домашен терен на националната арена има Вардар. 3 спорни ситуации од овој надпревар. Првата се однесува на пенал или не за противникот. Костадин Влахо беше главен судија на надпреварот Вардар против Шкупи. Од моментот кога фудбалерите на Шкупи се надеваа дека судијата Влахо ќе досуди пенал. Одмавнува со рака. Да, нема, тоа е ремплање со посилниот ја зима топката. Мислам дека нема. И тука блиску беше и судијата. Веднаш покажа играта да продолжи. Да. Тоа е првата ситуација. Втората се однесува на офсайд позиција. Дали има офсайд со оглед на фактот дека последен играше со топката фудбалерот на Шкупи. Еве го моментот. Неделковски и Петрески беа помошници на Влахо. Се одби од фудбалерите на Шкупи оваа топка и стигна до напаѓачот на Вардар Блажевски. Да, таа топка се одби случајно, а играчот се наоѓаше во длабок офсайд позиција, така да лично мислам дека оправдано офсайд позиција. А ако одиме by the book, по правила, по книга? Да, ова не е намерно да грешка на одбраната па ја врати. Него ова е случајно удрена топка, а тој се наоѓа во офсайд позиција. Тоа значи дека е исправна не е одлуката грешка на Влахо. играчот, да, не е грешка на играчот, него е случајно топката удира до него, а се наоѓа во тој се наоѓа во длабок офсайд, да. И на крај последната ситуација од овој надпревар се однесува на моментот кога топката ја минува или не цртата со целиот обем. Тука треба да се стопира баш Да, ќе го моментот. стопираме моментот каде што топката според судијата излегува со цел обем надвор или не. Ова значи Се приметува кога го стопиравте, се уште фаќаше дел од линијата, ама не беше удрена се уште топката. Топката беше удрена, мислам дека ја помина линијата. Лично мислам, ја помина линијата. Тоа е последната ситуација која што ја анализиравме вечерва во куќа на фудбалот и на крај бидејќи и тренерите и јавноста постојано бараат млади фудбалери, млади таленти, да се работи со младите таленти, да се изградат во здрави фудбалери и личности, и ние да упатиме еден апел да се вклучат и судиите во играта, бидејќи тие се многу значен, многу битен дел. Да, како што кажавте, токму така, се помалку има пријавени судии, нови судии, за да станат со тек на времето, со привремена, стална, втора категорија, прва па републичка категорија во првата лига. Нажалост, не знам од кои причини, само исклучиво треба пријавување, иначе сето тоа е без надокнада некоја, не се плаќа ни за полагањето, не се плаќа ни за тие брошури што ќе им бидат дадени. Веројатно имаат влијание годините. На колку години може да се започне најрано, ево, например? Па, моето согледување, поодамна го гледам судискиот кадар и лично мислам дека
треба да се донесе некој закон сега, посебно од младинските категории на клубовите кои ги имаат младинците, а тоа се втората и првата лига, и би апелирал по тројца кандидати од секоја младинска категорија да бидат упатени на обучување за да станат судии. Сето тоа го кажувам во интерес на пред се на фудбалот, заради тоа што тие деца кои играат фудбал подобро го разбираат фудбалската игра, а со тек на изучувањето и на судиските правила. И од таа гледна точка апелирам, овој мој предлог кој многу пати го кажувам и во клубовите кај што одам, да се прифати и за да можеме да дочекаме се подобри судии и да немаме проблеми, како што кажуваме некој пат во... Луѓе се, грешат. Така е, така е. Само да нема намера, иначе точно е, грешат луѓе се. Костенчев, ви благодарам што и оваа недела бевте дел од куќа на фудбалот, ни помогнавте многу. Се надевам дека и јавноста тоа ќе го прифати на вистински начин. Ви благодарам што ја гледавте втората епизода од втората сезона Куќа на фудбалот. Благодарам. Сите надпревари од првата и втората фудбалска лига гледајте ги во живо на tv.ffm.mk. Бодрете ја Македонија. Македонија-Србија до 21 година играат на тренинг центарот Петар Милошевски на 6 октомври. На 6 гостуваме и со најдобрата репрезентација во Италија. На 9 веќе сме во Струмица, последниот дуел од квалификациите за светското првенство Македонија-Лихтенштеин. Бидете и бодрете ја Македонија.